Да, Елена, продолжуваат протестите на телевизија Нова пред просториите на специјалното јавно обвинителство и денеска делот тимот на телевизија Нова, поддржан од граѓани вработени во компаниите на Кочан, но и од колегите од повеќе медиуми пред просториите на специјалното јавно обвинителство, заедно со брендираното мобилно студио ќе се изрази револтот, односно против притисоците со кои што нашиот медиум се соочува веќе извесен период. Спомена и ти, мој денешен соговорник кој е меѓу присутните за поддршка на телевизија Нова е и новинарката Ирена Радовановиќ. Ирена, добар ден, денеска си меѓу нас да ја дадеш својата поддршка за работата на телевизија Нова и ова е веќе втора недела како што телевизија Нова протестира против притисоците со кои што се соочува и секако против барањето за притвор на сопственикот на телевизијата. Како гледате на последните случувања со кои што се соочува телевизија Нова и еве конкретно последниот случај од страна на специјалното јавно обвинителство? Постои ли селективен пристап од страна на ово обвинителство кон работата на медиумите и конкретно кон телевизија Нова? Постои, тоа е очигледно дека постои селективен пристап. Специјалното јавно обвинителство работи по желба на Социјалдемократскиот сојуз. Колку што може да се види од досегашната негова работа, тоа гони единствено лица од ВМРО ДПМН и лица блиски до ВМРО ДПМН. Ако се тврдеше дека 95% од прислушуваните материјали се однесуваат на опозицијата, ние досега немаме случај на СДСМ, ние досега немаме случај на да се гони лице од СДСМ или некој близок на СДСМ. Ако се тврдеше дека, знаете, низ медиумите излегоа многу документи каде што се гледаше местење на тендери, например, во општина Струмица. Ако е работава за тендери, ако во тие 95% од материјалите, сигурно имало и можеле да видат или да слушнат како општина Струмица, односно градоначалникот Зоран Заев мести тендери. А такво нешто до сега нема. Мислам, очигледна е намерата да се гонат неистомисленици и, што да ви кажам, издржете, ја имате поддршката. Сигурно повеќе би сакале да сте на терен, да си работите. Оние сега, например, се случуваат протести секој ден против тиранската платформа. И сега ова неизвестно сигурно влијае врз вашата работа. Не знаете што ќе биде со медиумот, како ќе биде, и тоа се случува од лица кои 10 години тврдат дека овде нема слобода на говор, тврдат дека нема демократија, а гонат неистомисленици. И се ако тие како го замислуваат тоа демократијата според нив, како ја замислуваат, дека треба сите исто како нив ли да мислат? Ирена, јас ти благодарам за овој разговор и за твојата поддршка која што денес дојде да изразиш за работата на телевизија Нова.